Председатели против Заев, Пендаровски со Мицковски. Ако се терористи, која е терористичката организација? Црвенковски со можен партиски удар врз СДСМ. Кога ќе се обратите како поранешен председател на државата и премиер, ќе се обратите прво за народот, после се обратите во својата матична партија од каде што доаѓа. Дали е на повидок амнестија за Чавков и осудените за парламентарниот пуч? Треба да најдеме правен механизам кој ќе доведе до простување и помирување на сите учесници во случувањата на 27 април. Би било погубно за општеството ако останеме на идеја дека тие немири не се ништо, дека секој инволвиран треба да се амнестира. Секоја власт ги врзува во клиентелистичко подаништво бизнисмените и партиските првенци. Политичките, економските и судските елити некако функционираат заедно за своја лична корист. Рама трет мандат, Борисов со пат, Албанија забрзано со преговори, Бугарија со блокирање на Северна Македонија. Во Бугарија станува јасно дека е време Бојко Борисов лично, као премиер, и неговата партија ГЕРБ да одат во опозиција. According to socialists, he was very biased and he worked in order for the opposition to win elections. Гледате ново издание на емисијата Трилинг. Политичките страсти повторно во Македонија зовриваат откако председател Пендаровски ја отвори можноста и дилемата да се повторно отвори случајот околу луѓето кои беа осудени за упадот во законодавниот дом на 27 април. Пендаровски ја проблематизираше квалификацијата терористичко загрозување во однос на пресудата поврзана со 27 април. Нешто подоцна, дури и лидерот на ДУИ, Али Ахмети, исто оцени дека можеби преостра е квалификацијата за тероризам и обвинетите да бидат осудени за терористичко загрозување. Главните елементи на дефиницијата е употреба на сила за остварување на политички цели. Се разбира, тоа е теорискиот дел, но во суштина 27 април е повеќе правно-политички проблем и од тука сметам дека од повеќе аспекти треба да го гледаме тој предмет и настан во поновата македонска политичка историја или пак она што досега го имавме во нашето политичко секојдневие. Американскиот председател Бајден упадот во Конгресот го нарече внатрешен тероризам. Ако е пресилна квалификацијата за терористичко загрозување во однос на осудените за 27 април, што би било квалификацијата? Не може да влечеме паралели со американскиот случај со оглед на тоа што ги немаме сите информации за нападот на Конгресот и ставовите на американскиот председател. Во секој случај да го земеме и ставот дека тие се терористи, како што сега се тврди во обвинителниот акт и во пресудата. Јас би сакал да прашам кој е тогаш терористичката организација, кој ја финансирал терористичката организација и зошто истата не е забранета во нашата држава. Обвинителската русковска изјави дека правната квалификација е таа и дека случајот е затворен во однос на 27 април. На иста линија беше и премиерот Заев. За волја на вистината, шефот на државата Пендаровски во ниту еден момент не спомна амнестирање, но дали во меѓу редови или потајно насетувате можеби некаков влеза нов договор околу обвинетите од 27 април. Легитимно е од страна на председателот да се даде изјавата која оди во функција на внатрешно помирување и простување како нужен процес во Република Северна Македонија. Значи, секако е важно за едно општество диалогот меѓу овие актери да биде мирен. Значи, да биде мирен и да води кон некаков исход. Замрзнувањето на односите во смисла дека еден актер нема да разговара со друг апсолутно не е добро за ниедно општество и во развиените демократии тоа скоро и никогаш да не се случува. Бидејќи таму актерите се свесни дека мора да соработуваат константно за да се стигне до некоја цел. Денеска тие што се во опозиција можеби утре ќе бидат во опозиција и обратно и луксузот да се замрзнуваат односите едноставно не му одговара на никој.
Сега конкретно за оваа работа што се однесува до немирите за 27 април, мислам дека би било погубно за општеството ако останеме на идеја дека тие немири не се ништо, дека секој инволвиран треба да се амнестира околу таа работа. Мислам дека и веќе се направија некои отстапки што изгледаа на буквално политичко пазарење и што некако одат контра тоа што би било вистинско владење на право. Ми се чини дека секои разговори што би можеле да ги имаат лидерите не би требало да одат на цена да се подкопа, да се подрие владењето на правото. И мислам дека на тоа треба многу да се внимава, дека е особено важно. Иако за волја на вистината, председател Пендаровски во минато неделното интервју во ниту еден момент не спомна и ниту остави простор за амнестија, туку испрати порака до осудените доколку имаат докази дека не се виновни да ги приложат и можеби да се започне одново целиот процес, за разлика од шефот на државата, премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев, како и обвинителката Русковска, беа категорични. Тој случај е затворен. Секако дека секој доказ или секоја идеја за што се случило таму треба да пројде преку судот и на судот до некоја мера ќе треба да му се верува. Значи, секако дека не можеме јавно ние ова да го решиме. Тогаш не би било владење на право, него би било нешто друго. Мислам дека судот секако треба да си ја заврши работата и дека не може јавноста да даде подобра оценка на крајот на денот од судот, инаку би имале прекршување на тој принцип на владење на право. Во меѓувреме, дворски игри се случуваат во СДСМ. Пред Конгресот се појави информацијата за можно реактивирање на досегашниот лидер на СДСМ, поранешен премиер и председател Бранко Црвенковски. Повторно, оваа тема денове се реактуализира. Црвенковски наводно ќе формира партија. Заев категоричен, не верува во такво сценарио. Пред неколку месеци, мој согодник беше токму премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев. Најавувајќи оваа емисија, пријател ми вели со кој ти е гостин во Трилинг, велам премиерот Зоран Заев. Рече, не сакаш да правиш интервју со Никола Груевски бидејќи е криминалец, а правиш интервју со аболицираниот Зоран Заев. Ве аболицираше поранешниот председател, премиер Бранко Црвенковски. Дворски игри има во Социјалдемократскиот сојуз. Црвенковски вели се дистанцирав, ја замрзнува моето членство во СДСМ поради одредени погрешни политики на владата и премиерот Заев. Кога последен пат сте се слушнале со Црвенковски? 2019 година. Не се согласувате со неговите позиции? Секако некогаш се согласувам, некогаш не. Ова последното, секако дека не се согласувам. Кога ќе кажете дека некој има лоши политики, треба да ја кажете кои се тие лоши политики. Кога ќе се обратите како поранешен председател на државата и премиер, ќе се обратите прво за народот, после се обратите во својата матична партија од каде што доаѓате. Тоа е редот на работите. Трето, СДСМ е демократска партија. Многу често беа во јавноста присутни и наши несогласувања кога тој беше мојот председател, ја бев неговиот подпредседател. Така, изборите 2013, одиме, не одиме, имаше дискусии, ние сме имале демократија секогаш во СДСМ. И таа демократија го прави СДСМ ваков, неповторлив и друг нема како него. И расте таа демократија. Ние имавме шанса прв пат од позиција на власт да победиме на избори. Власт сме, одиме на избори и победуваме. Ако не го рачунаме 94-та година кога се откажа од тогашната опозиција. Ние победивме после сериозни, храбри одлуки во државата. Затварањето на Охридскиот рамковен договор и законот за езиците, постигање договор за пријателство со Бугарија, со Грција, уставното име, промена на уставот, сите реформи што се случија дома. И на крајот победивме, нашиот народ утврди дека и после нелесните процеси што и поминавме, останува на европската агенда. Тоа е нашата иднина. И не сме сјајни, никој од нас, ако не критикуваат извршителите во извршната власт, политичари, па кои да критикуваат граѓаните? Па ако не критикуваат нас, дома семејствата ги расторат. Некој пат со причини, без причини, треба по некој шамар критички да изедем од сите. Немам проблем јас за тоа. Тама работа, ние сме тука додека сме му вредни на народот. После тоа не менуваат. А во СДСМ, секогаш имало критички осврт.
Гледате Трилинг на Отворено. Мој следен соговорник е Јован Близнаковски од Институтот за социолошко-политичко-правни истражувања. Господине Близнаковски, колку политиката и економските центри на моќ влијаат врз политичкиот клиентелизам денес? Денеска во Македонија влијаат многу. Значи, едни од актерите кои го промовираат, односно кои се користат со политички клиентелизам, се секако политичките партии и сега тоа не води до таа спрега на политички и економски елити. Значи, Македонија е една од многуте земји каде што политичкиот клиентелизам се користи на широко за да се добие власта, почесто и за да се задржи власта. И не е некој исклучок кога ќе споредиме и со другите општества од Западен Балкан, а и со многу други земји широм светот. Значи, јас би рекол дека тие односи се многу моќни, влијаат на тоа кој ќе владее денес, колку долго ќе се задржи на власт. И мислам дека тоа е нешто што граѓаните многу јасно го гледаат и го разбираат и го знаат, со оглед на тоа што често се среќаваме со појави како подкуп при избори, подкуп за гласање при избори. Многу граѓани дошле во ситуација да мора да извадат партиска книшка за да добијат вработување, например. И мислам дека не е некоја тајна дека политичкиот клиентелизам е силно присутен во нашето општество, но и во општествата што се од соседството. Дали подмитливоста, политичката подмитливост е пракса за да се придобијат симпатиите кај граѓаните, да се купи поддршка плюс од граѓанинот? Се чини дека е редовна пракса. Повторно, низа анкети ни покажуваат во минатото дека граѓаните гледаат дека често се случува тој подкуп на гласачите пред избори, а дури и меѓу избори, значи во текот на практично цело време се случува тој некаков подкуп. На луѓето им се нуди вработување пред се, тоа е нешто што е најатрактивно како некоја клиентелистичка бенефиција. И да, повторно ќе кажам, тоа е силно присутно. Имаме некои податоци за Македонија, например, од едно истражување од 2017 година. Знаеме дека приближно 7% од гласачката популација добила понуда составена од пари или услуги за да гласа на избори. И овие бројки се компаративно високи. Компаративно високи зборувам во однос на некои земји што се сметаат за јаки клиентелистички демократија, како например Аргентина, Бразил, Мексико. Они имаат дури помал број од ова, тие се сметаат за силни клиентелистички демократии. Дополнително од истото истражување имаме одличен податок што вели дека дури 14% од гласачката популација некогаш во својот живот морала да се обрати на партија за да заврши некоја работа. Партиите понатаму тоа го користат за да побараат глас на избори, глас од цело семејство на избори, па дури да ги користат гласачите да агитираат понатака за да се добијат што повеќе гласови за изборите. Очигледно таа спрега помеѓу власта, односно политиката, бизнисмените и делителите на правда не може да се стави крај. Таа спрега ја имаме подолг период. Каде го гледате решението? Негативниот тренд е што тај веројатно се зголемува и требаше да дојдеме во ситуација да излезат тие прислушувани разговори за некои работи што општо беа познати вака како гласина меѓу населението, да ги потврдиме дека веројатно се такви и да дојдеме до поразителен факт дека политичките, економските и судските елити некако функционираат заедно за своја лична корист. Постои меѓусебно заштитништво? Па јас би рекол дека постои. Мислам, еве, зборувам сега како граѓанин. Значи, од тоа што можам да го проследам во медиумите, од тоа што може да го видиме со прислушкуваните разговори, што е нешто неодамна што се случи, гледаме јасно дека постои таква врска и меѓусебно заштитништво преку кои овие актери буквално работат за своја лична корист. Значи, целокупниот регион на Западен Балкан е во многу слична ситуација. И неодамна имавме конференција за политички клиентелизам, каде што имаше излагачи од сите балкански држави и еден од заклучоците кои што можевме да ги извлечеме дека работите се многу слични од земја во земја. Че проблемите што се во Србија се наоѓаат и тука, и во Албанија, и во Босна, и на Косово, и така натака, и во Црна Гора особено. Сите овие проблеми се споделени.
оваа врска меѓу политичките, економските, судските елити обстојува и да, за жал веќе подолго време. Што би било решението? Решението веројатно би било во максимално почитување на законите, на законската рамка, без разни диверзии. И сметам дека исто би бил важен притисок од општеството, значи од граѓанското општество, за да се сузбијат овие појави. Тоа што знаеме со сигурност од разни истражувања е дека граѓаните активно учествуваат во политички клиентелизам. Значи некои граѓани самите бараат клиентелистички бенефиции, свесно одат кај партијата и велат сакам вработување, па ќе учествувам на избори, ќе го донесам своето семејство на избори. Мислам, сите знаеме за вакви приказни, некогаш сме слушнали апсолутно во животот. Дали граѓаните се виновни е наистина тешко да се каже, бидејќи живееме во услови на социјална и економска несигурност. И граѓаните нормално дека сакаат да некако да стигнат што поблиску до таа сигурност, ете, доколку партиите го држат клучот за вработување, нормално е да очекуваме дека некогаш и граѓанинот ќе тропне на таа врата. Јас не би рекол дека се виновни, но би рекол дека се активни учесници во таа работа и апсолутно доколку побарувачката за клиентелизам од страна на граѓаните опадне, дека и партиите ќе имаат многу помал простор за маневар да влегуваат во таа приказна. Како негативен тренд во последен период се гледа и околу состојбата со непотизмот. Се лоцираат проблеми и во судството. Апсолутно, кога ќе кажеме непотизам, тоа е една појава слична до клиентелизам, со тоа што таму го немаме елементот на политичка подршка. Кога некој човек, функционер од позиција на мок ќе издействува да некој негов близок биде вработен, а тој близок можеби нема како да кажам способности и образование за да извршува таа работа, секако дека ќе добиете човек на некоја позиција кој што не може да ја изврши својата работа. И тука губиме сите. Значи, еве да речеме дека тоа е некоја хипотетичка ситуација во јавната администрација. Јавните услуги ќе стануваат послаби, полошо имплементирани. Граѓаните нема да може да го остварат своето право визави државата кога вие имате човек кој што е таму влезен на пријателска или роднинска основа. Мислам дека тоа е многу лошо за секое општество и не е само моје мислење, во науката ово е општо познато дека ваквите појави водат кон девалвирање на целокупниот државен апарат. Како да се справиме со непотизмот во секоја сфера, па е вклучително и судството што го спомнавте, повторно немаме друга опција освен целосно почитување на тоа што е закон, устав, правна рамка. Подолг период работевте на истражувањето околу политичкиот клиентелизам во земјите од регионот. Вие споменавте во текот на разговорот дека речиси идентични се проблемите во сите земји од Западен Балкан, кога е во прашање политичкиот клиентелизам. Ни станува пракса на функционирање на сите земји од регионот. Работата е што во овие општества од Западниот Балкан главните клиентелистички актери се по дефиниција владеачките партии. Тие располагаат со најмногу ресурси, па можат да ги поделат на своите клиенти, гласачи и граѓани кои што сакаат да ги кооптираат. Имаме нијанси на разлика меѓу овие партии. Некоја партија кога е на власт настапува по-клиентелистички, додека друга кога се смени власта настапува помалку. Меѓутоа сите го користат овој начин да влијаат врз гласачите и врз граѓаните воопшто. Работата е само до која мера го прават тоа и доколку се знае за тоа. Во моментот некои од владеачките партии во земјите од Западен Балкан се силно обвинети за клиентелизам, а за други се смета дека помалку го прават тоа. Меѓутоа проблемот е споделен и тешко е дека ќе може брзо да се справиме со него. Потребна ќе биде долгорочна, напорна работа и јасна стратегија како тоа да се заврши. Веројатно тоа ќе треба да се прави паралелно во сите овие земји, затоа што проблемот е навистина споделен и очекувам уште долго време да како општества имаме борба со овој негативен, страшно негативен феномен кој влијае негативно и на квалитетот на демократијата, особено на економскиот развој, нешто што сите ги интересира на долг рок. Клиентелизмот буквално го руши економскиот развој.
како и на квалитетот на работата на јавната администрација, исто што нешто граѓаните ги интересира пред се во нивните секојдневни животи. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и вас за поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Јован Близнаковски од Институтот за социолошко политичко правни истражувања, а по кратката пауза за реклами продолжуваме со следниот соговорник за ова издание на Трилинг. It is clearly that Meta took a role as some opposition leader, and he started to tour Albania, and he started to kind of like ask citizens to kind of like refuse the Rama government. He called it like a referendum against Rama. Никој сегашната ситуација во Бугарија се одликува по тоа дека никој не сака да соработува, да оди во коалиција, воопшто да се гледа и да разговара со ГЕРБ. ГЕРБ се во полна изолација. Превремени парламентарни избори во Бугарија, откако ниту една од партиите не собра доволно мандати за да ја формира новата бугарска влада. Во меѓувреме расте поддршката за партијата Има таков народ на Славе Трифунов. Од друга страна пак, Бојко Борисов, досегашниот бугарски премиер, ја губи поддршката кај бугарските граѓани. Долгогодишниот новинар и поранешен известувач од Скопје, Костадин Филипов, за емисијата Трилинг анализира какви ќе бидат политичките нови калкулации, кој ќе формира новата бугарска влада. Според него, Бугарија ќе биде во перманентен изборен циклус. По завршувањето на предвремените парламентарни избори, во октомври следуваат и претседателските избори, на кои веројатно повторно ќе се кандидира Радев. Според него, можно решение за долгогодишниот спор меѓу Скопје и Софија тешко дека ќе биде постигнат во наредните неколку месеци, особено што во Софија ова прашање не е меѓу приоритетите. Еве го разговорот со мојот колега Костадин Филипов. Тоа што трите првопласирани класирани политички партии во Народното собрание му ги вратија мандатите, се оди на парламентарни избори и председателот Радев рече дека во началото на идната недела ќе го распушти Народното собрание, ќе го распушти парламентот и најверојатно на 11 јули ќе одиме одново само за после 3 месеци, после 4 април ќе одиме одново на парламентарни избори. Бугарија се соочува со еден нов феномен. После одржаните парламентарни избори, во меѓувреме расте поддршката на партијата Има таков народ на Слави Трифунов. Да. Што може да се очекува на следните парламентарни избори? Значи, повеќето социологички агенции, да речем, тие што истражуваат јавното мислење, сега се воздржани од тоа што може да се стане на 11 јули на привремените парламентарни избори, но повеќето од нив мислат дека ќе се повтори сликата што беше сега од 4 април. Има и некои други што мислят дека барем уште две политички партии, тоа може да се патриотите и още некоја друга, би можеле да влезат во новиот состав на парламентот. Пред два дена една социолошка агенција Market Links за прв пат даде предност на партијата Има таков народ на Слави Трифунов. Тоа е првата и за сега единствена анкета што посочува дека Слави Трифунов би можел да биде победник на парламентарните избори на 11 јули. Се зборува дека ВМРО на Каракачанов ќе бара некоја кооперација, некоја коалиција со друга помала патриотска партија, за да добијат резултат што ќе ги врати одново во Народното собрание, но тоа се, како да речем, Гораст, тоа се предвидување 2 месеци пред изборите. Следејќи ве добро верите дека може да имаме речиси идентични изборни резултати во текот на следните предвремени парламентарни избори? Така е, така мислам, да. Можно ли во идната влада да влезат
и има таков народ на шоуменот Трифунов и Војко Борисов. Мислам дека тоа е барем ако гледаме и слушаме до сегашните изјави на политичарите од Има таков народ, тоа просто е невъзможно. Никој сегашната ситуација во Бугарија се одвикува по тоа дека никој не сака да соработува, да оди во коалиција, воопшто да се гледа и да разговара со ГЕРБ. ГЕРБ са во полна изолација. Во Бугарија станува јасно дека е време Бојко Борисов лично, као премиер, и неговата партија ГЕРБ да одат во опозиција. А таму дали ќе успеат да се задржат као политичка сила или ќе се растурат, бидејќи ГЕРБ не е обична политичка партија, ГЕРБ е врските меѓу нейните членови се на корпоративна основа, на основата на интересот, на основата да ја користиме власта колку може повеќе. Идната бугарска влада, како ќе се постави во однос на македонското прашање? Може ли да очекуваме некакви промени? И дали во овој вакуум период може да се очекува, кога во Софија нема објективно политичка влада, може да се очекува некаков напредок во преговорите? Јас, Гораст, ти ме знаеш колку сум заинтересиран од тоа да има добри односи меѓу Софија и Скопје, меѓу Бугарија и Република Северна Македонија, но да ти кажам, сум скептик во однос на тоа дека во времето до 11 јули, а може и некој месец после тоа, ќе има некаква промена во позицијата на Бугарија по однос на Република Северна Македонија. Да ти кажам, во целата после изборите од 4 април па се до денеска, темата за Северна Македонија и за односите некак си стои на страна. Кога немаш кабинет, кога немаш влада, кога премиерот и целата влада ти е во заминување и цело време гледат што можат да спасат од тоа што останува зад нив, некако не оди ова проблема, ова тема да биде артикулирана во јавноста. По разговорот со мојот колега Костадин Филипов ја продолжуваме панорамата околу состојбите во регионот. Завршија изборите во Албанија. Еди Рама го доби третиот мандат за премиер. Во меѓувреме, социјалистите бараат оставка од албанскиот претседател. Кој беше рецептот за Албанија повторно да му даде поддршка на Еди Рама и социјалистите? Ја прашувам колешката Фатиона Медини, која подолг период ја следи состојбата во регионот. Rama has promised a lot of investment in the country. Investments, new ports, new airports were one of the strongest, strongest point to what he offered to the Albanians. On the other hand, some other things that really contributed to the Rama victory was the way how he handled the pandemic. So you might know that Albania has a very large number of people who have been vaccinated. In Albania is now around 500,000 people who got the vaccines. And if you compare with the region, you have only Serbia that has like a higher number of those vaccinated, and then Albania comes second. So I think it was a combination of factors. As I said, it was because of the way how good the pandemic was held, how the aftermath of the earthquake was also handled, but also the promises of investments. So now, for example, we have the Dubai group, most well-known group like MR Group from the United Arab Emirates that is investing in Albania in a project that is going to transform the port of Durrës in one of the biggest marinas in the Mediterranean. On the other hand, a new airport in Kukës is also built, and new airports in Vlorë and Saranda that are also on the way of construction. So I think all these elements played a role
and citizens, they gave Rama a third mandate. Why the socialists came up with the initiative for the impeachment for the Albania president? Yeah. Ilir Meta? So this was somehow they have said that they will do so before the elections, because Ilir Meta is a president, but before being a president, he has been the leader and the guy who have established the socialist movement for integration, or the so-called LSI. So this is a party that now it is being led by his wife, but it seems that during this party that now it's led by his wife, it has been in a coalition with the main opposition party, the Democratic Party. So the party that Meta has established, LSI, together with the Democratic Party, they were the two runner for having the power in Albania. And while Meta was a president, according to socialists, he was very biased, and he worked in order for the opposition to win elections. So Meta was during the electoral campaign, kind of like not being anymore in his kind of like position as the president of the country, which by constitution is a position that you have to represent all the parties and to be above the parties and to represent the best interest of citizens of the party. But it is clearly that Meta took a role as some opposition leader. And he started to tour Albania, and he started to kind of like ask citizens to kind of like refuse the Rama government. He called it like a referendum against Rama and like a regime. And so the kind of like behavior that Meta did during the electoral campaign was something that it was unseen before for a president to do. So it's very obvious that he stepped out of his role as the president and tried to be an opposition leader. And so for this reason, the socialists, they have created this parliamentary, they are in fact creating this parliamentary commission of inquiry. So they are going to investigate the Ilir Meta behavior during elections and during electoral campaign and during the election days. And so they believe that he has been violating the constitution and also his role as a president. Односот и немањето на лидерство на Сојузна република Германија при изборот на нов канцелар, слаба Европска комисија, однесување во услови на пубертет на францускиот председател и немањето на лидерство од Франција и бавното враќање на Соединетите Американски држави на Балканот се користи за сигурно стратешко заземање на просторот на Западниот Балкан од Народна република Кина и пополнување на просторот кој досега го имаше Руската Федерација. Доставувањето на кинеските и руските вакцини на овој дел од Балканот е директно кршење на кичмата на Европската Унија. Следите Трилинг, ова е вториот дел од разговорот со универзитетскиот професор Маријан Ѓуровски, кој е еден од панелистите на дебатата која денуваме ќе се одржи, а поврзана со улогата на и влијанието на Кина во регионот. Професор Ѓуровски, на што се должи за зголемениот интерес на Кина во регионот? Најголемата одговорност за ова што денеска се случува на Западниот Балкан ги имаат членките на Европската Унија, која некоординирано делува и апсолутно на принципот на солидарност потврли и одговорот пред и по пандемијата и во делот на вакцинацијата солира како хор и во суштина е дел од една импровизација и земјите од Западниот Балкан беа оставени сами на себе да се снаоѓаат. И токму за заштита на здравието на сопствените граѓани, владите од овој дел на Балканот беа принудени и по консултациите кои ги има од западните амбасади овде во Скопје и на почетокот не им беше дозволено, но имајќи во предвид состојбата на немање на вакцини, бевме принудени да затропаме на вратите во Пекинг и во Москва, иако
рускиот амбасадор некаде кон крајот на 2020 година имал контакти со македонските официјални представници и побарувал и иницирал руската вакцина како што се прави во Белград, исто производство да има во дел од македонските фармацевски компании. И односот и немањето на лидерство на Сојузна република Германија при изборот на нов канцелар, слаба Европска комисија, однесување во услови на пубертет на францускиот председател и немањето на лидерство од Франција и бавното враќање на Соединетите Американски држави на Балканот се користи за сигурно стратешко заземање на просторот на Западниот Балкан од Народна република Кина и пополнување на просторот кој досега го имаше Руската Федерација. Доставувањето на кинеските и руските вакцини на овој дел од Балканот е директно кршење на кичмата на Европската Унија. Кина ги купи пристаништата во Пира и Солун, влезе во железара во Смедерово, одлично ги негуваат релациите со официјален Белград. Дали Кина после завршувањето на пандемијата ќе биде новиот фактор? Балканот има опасност да стане кинеска колонија, доколку Соединетите Американски држави што побрзо не го вратат лидерството во Европа и на глобалната сцена, имајќи во предвид дека Кина е дефиниран како системски конкурент на Северноатлантската алијанса и на западните демократии. Овие симпатии и односи кои ги имаме со Народна република Кина и поддршката која ја даваат преку обезбедувањето на вакцините, не треба премногу да не занесе во љубовта и односот кој ќе го има македонската држава со новиот джин кој се појавува на глобалната сцена. И ние не треба да бидеме жртви во услови кога слоновите се караат, а тревата трпи како последица, но сметам дека доследно треба да останеме зад нашите партнери во делот на Северноатлантската алијанса. Доколку земите членки на Северноатлантската алијанса, Германија, Франција, Полска, Чешка, Соединетите Американски држави и Канада ги дефинираат како безбедносна зака на Народна република Кина, сметам дека сериозно треба да пристапат и безбедносните и разузнавачките служби и меѓународните и македонските дипломати во однос на пристапот кој ќе го имаме и во делот на користењето на кредитните линии, кој некако оваа маска дипломатија на Кина прераснува во вакцина дипломатија и некако во дипломатија на лихварство, во која се промовира во суштина давање на финансиски средства кои нас треба да не пробудат. Мене ми е жал што нема поголема јавна дебата во македонското општество и поголема вклученост на невладините организации во однос на транспарентноста на начинот на добивање и користење на финансиските средства во делот на изградбата на патната инфраструктура. Не случајно Советот за безбедност на нашата држава донесе јасна одлука во однос на внимателноста на користењето на 5G технологијата и вклучувањето на инвестиции Huawei и други кинески инвестиции на влезот во Република Северна Македонија, имајќи во предвид дека 5G технологијата главно се користи во комуникацијата помеѓу НАТО членките и било кое поголемо влегување. Оваа тектонска промена која се обидуваат да ја направат со делот на повлекувањето на мало на Русија, сериозно македонската дипломатија својот пристап треба да го доведе на ниво на учество на министри или заменици министри и сметам дека оваа политика на надворешно присуство на Кина во Западниот Балкан може да биде спречена и преку поголем ангажман на стратегијата на трите мориња, во кој преку различни коридори и земите од Западниот Балкан можат да го најдат својот интерес во делот на економијата и финансиите. Затоа што голема економска полза од соработката со Народна република Кина, македонската економија се покажа досега дека нема со оглед на големиот број на дефицит кој се констатира во однос на Западниот Балкан и Кина и бројната процедура и бирократија. Наспроти тоа, напад на кинески производи, кинеска индустрија имате во земите од Западниот Балкан и вклучително Македонија, што представува загрозување на македонските бизнис интереси. Македонија имаше непријатно искуство
во времето на тандемот Георгиевски-Тупурковски, кога тогашната влада одлучи да го признае Тајван. Тогаш беа замрзнати односите со Кина. Тогаш се говореше за голем процент на провизии, корупција, сомнителни трансакции. Нешто подоцна исто имавме случаи и информации за поврзаност за провизии и во мандатот на владата на Груевски. Сега има различни шпекулации околу набавката обидот првично на кинеските вакцини, јасно демантирање од официјалните македонски власти, таму каде што се ефтините кинески кредити и пари. Гледате и сами набројавте дека мириса или на корупција, или на криминал, или пак на една нетранспарентна постапка. За волја на вистината, актуелната македонска политичка гарнитура нема влезено во договори и бизнис сделки со официјалните власти или представници од бизнис заедницата од Народна република Кина. Ние треба исклучително да бидеме внимателни, да се држиме по јасната политичка линија која ја имаме во однос на Северноатлантската алијанса, кој е стратешки партнер денеска на нашата држава. Визави случувањата кои ги имаме и проблемот во Европската унија и отвореното прашање со Бугарија. Ние се замајуваме дека некоја земја членка, дека Германија, па утре дека Австрија ќе заврши работата со преговорите со Република Бугарија. Треба да се освести македонската надворешна политика, јасно да кажеме на македонските граѓани, да ги подготвиме за тоа што треба да најдеме заедничко прифатливо решение во однос и на договорот со Република Бугарија кој сме го подпишале, затоа што билатералниот спор никој нема од надвор да го реши. Нема место за суети, ниту помеѓу министерот за европски прашања, ниту министерот за надворешни работи. Ловориките кога се успесите, тука се да ги поделат. Кога има неуспеси, внатрешно се води кавга помеѓу клучните луѓе на македонската надворешна политика. Сметам дека во услови кога Кина не поклопува и Русија во однос на Западниот Балкан и навлегува во многу структури, јасно треба да се покаже кои се позициите местото на Македонија и со големата Москва и Русија и со Народна република Кина. И сметам дека и оваа кавга што се појави помеѓу двајцата први луѓе на европски интеграции и надворешни работи не е место и простор таков диалог да се води на јавна сцена. Јас да бев Зоран Заев, ќе се ги повика двајцата министри, буквално како деца ќе ги фатев за уше, ќе речам дојдете ваму. Вие сте за играта да играме на фудбалскиот терен, во спротивно се ближи мајскиот конгрес и самите треба да одлучат. Дали ќе бидат тимски играчи, ќе работат на стратегијата и целта на Македонија за полноправно членство во Европската унија, или пак врз основа на нивното искуство, дел може да бидат дипломати, дел да побараат друга работа, затоа што немаме време. Просторот се крати на делување. Гледате неснаоѓањето на Европската унија, на Германија, на Франција. Цената ја плаќаат помалите држави. Тоа значи нашите граѓани. Господине Ѓуровски, ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше Маријан Ѓуровски, професор на Факултетот за безбедност. Гледавте Трилинг на Отворено, се гледаме повторно за 7 дена во исто време, петок 18 часот и 15 минути. Довидување.